одлучување од центарот на градот. Групата Млади обединети под името Единствена Македонија, кои што неодамна беа гости во Македонија наутро, денеска тргнуваат во нова хумана акција. Деталите ги има колешката Јасмина Никова и нејзиниот соговорник Марио Шаревски. Јасмина, добро утро. Добро утро, Кристина, добро утро на сите гледачи на Македонската телевизија. Како што и пред малку кажа, значи ќе разговараме со член од групата Единствена Македонија, меѓу другото познат и по акцијата Белодарност. Значи ова е добротворна организација која што прави добротворни акции за помош на социјално загрозените семејства. Токму такви акции се планирани и за овој денешен ден, 28 април, па ќе поразговараме за сето она што се подготвува и што ќе се случува во текот на денешниот ден со Марио Шаревски. Марио, добро утро. Би сакала за почеток да прашам на кој начин вие се организиравте, на кој начин дознавате кому е потребна помош? Па најпрво добро утро до сите гледачи. Ви благодарам за ова можност да се видиме на телевизија, да ги поздравам сите гледачи. Значи ние како млади луѓе и како група Единствена Македонија која што шета и ги истражува природните, историските и сите оние убавини по кои што Единствена Македонија, значи дознаваме, се дружиме со нашите сограѓани, со нашите луѓе на секаде каде што шетаме. И така дознаваме, бидејќи секој наше шетање вклучува подарување и донирање, и секој наше донирање вклучува шетање, или како што ви рекле ние македонирање. И така дознаваме за сите оние луѓе на кои што им е потребна помош. И потоа исто така, бидејќи сме активни на социјалните мрежи, дознаваме преку социјалните мрежи, каде што многу луѓе не контактираат, дознаваме преку медиумите. И исто така сакам да се заблагодарам дека и преку вашите прилози кои што одеа во два наврати, многу луѓе немаат видено од таму, па од таму не контактираат и така дознаваме кому му е потребна помош и каде би требало да отидеме преку нашиот спортско-рекреативен начин да однесеме и да доставиме помош. Токму така, Марио, верувам дека денеска времето, дождов нема да ве спречи да ја извршите вашата хуманитарна акција планирана за овој ден. Кому ќе помогнете и на кој начин? Па, значи денеска дождов во никој случај нема да не поколеба, затоа што секогаш кога треба да се помогне на оној кому треба да се помогне да се придонесе за Македонија, не треба ништо да не поколебува, дали е тоа временските услови, дали се тоа некои наши лични околности, ние нема да собераме денеска, значи бидејќи ние меѓу младите има едно мислење дека вторник е најдосадниот ден кога ништо не се случува далеко од викендот. Денеска се решивме за две активности. Значи најпрвата ќе биде во 15 часот, заедно со две студентки ќе подариме душеци и легла за спиење на едно бездомно семејство, тоа е семејството Ѓорѓевиќ. А потоа во 17 часот ќе продолжи трет пат нашата акција која веќе најавивме преку вашата емисија Белодарност, каде што собраната помош со велосипеди од железничката станица, таму се чекаме во 17 часот, ќе однесеме кај многодетното семејство Велковски од Љуботенски пат, односно Радишини, кој има 4 дечиња. А во рамки на таа ќе одиме преку парк шумата Газелва, која е доста непозната за младите од нашиот град, па сакаме така со нашите велосипеди да поминеме да го откриеме тоа место, така што денеска, значи, ќе повторам во 15 часот на едно бездомно семејство ќе подариме легла, а сета собрана помош при нашите прошетки што собиравме во Богомила, во Азот, средства и лично што собиравме преку со велосипедите, преку Белодарност во Љуботенски пат кај семејството Николовски ќе однесеме во 17 часот. Веројатно и ве правите убав спој, патувајќи низ целава наша држава, докаде можете со велосипеди, потоа продолжувате и со воз. Значи ја истражувате Македонија, дознавате кому е потребна помош, но и ги откривате нејзините убавини, па со тоа се поврзани вашите следни активности, нели? И минато. Токму така, значи токму така при сите наши прошетки ние ги откриваме сите оние прекрасни знаменитости убавини на Македонија и преку социјалните мрежи, преку вашата емисија ги споделуваме на пошироката јавност, затоа што ние сметаме дека луѓето во Македонија треба да уживаат во Македонија, така и сме се често насловени нашите снимки, нашите слики, нашите албуми. Па ми ова мината недела бевме на падините на планината Голешница, каде што користам прилика да споменам дека го разоткривме за пошироката јавност планинарскиот дом Бреза, кој што е разрушен и е идеално место за лекување на белодробни болести и за останати прошетки во средишниот дел на Македонија. Па ние имаме сега една замисла, една идеја, сите слики што ги направивме од таму, сите податоци што ги најавме во меѓувреме за тоа место, да ги споделиме јавно на интернет и да се покрене на како идеја, како иницијатива до, значи, сите надлежни власти на општината, на Федерацијата за планинарски спортови, на Сдруженијата на Министерството за здравство и сите останати и туристички агенции секако,
да се почне една идеја за обнова на овој дом. Таму ќе видите има објекти, има поврзано со струја, со водата, а е прекрасно идеално место. Така што ова е една почеток на нашата дейност за откривање на такви места низ Македонија кои што ќе сакаме да се обноват, да се уредат, за да може што е можно повеќе народ да оди да ужива на тие места. Речав, бевте на многу места низ Македонија, го посетивте Мариово. Токму така, со тоа се поврзана наша следна прошетка, еден поход. Таму ќе направиме спој од повеќе нешто од битот на Македонија, значи планираме прв пат да кажам, тоа ќе биде архео-етно-планинарски поход, каде што со планинари, со струченици археолози ќе го посетиме ново откриениот и највисокиот археолошки локалитет, античкиот град Пелагонија, кој што се наоѓа на врвот висока 1471 метар над селото Крушевица во Мариово, помеѓу Мариово и Пелагонија. А воедно таму ќе имаме една прошетка помеѓу тие стари интересни мариовски куќи, природа во Мариово и секако што е многу битно, бидејќи ние Македонија истражуваме и ја уживаме во секој можен поглед, ќе уживаме во подготовката на многу убави вкусни јадења баш што се од тој предел таму, така што тоа ќе биде спој на вкусување на прекрасните вкусови, прошетка прекрасната природа и истражување на старините на Македонија, на тој древен античко-македонски град. И при крај сте со собирање на средства за печатање, потоа за разделување и на книгата, материјалите за Изучување на Македонија од македонскиот револуционер Ѓорче Петров, че таа јас веќе споменав во вашата емисија на неколку други места. Значи тоа ние деновиве конечно треба да ги обезбедиме средствата за печатање на книгата, а потоа таа набрзо од која ќе се испечати планираме токму во сите планинарски домови, во училишта, библиотеки, туристички друштва, бидејќи таа содржи извонредни информации и податоци за Македонија од пред 120 години, меѓутоа точно за природата, географијата, економијата, за местата, за се она што е Македонија, бидејќи е такво четиво каде што можеме да се истража многу патеки, места, знаменитости. Баш што е нашата цел така каде ја складуваме, така што еве деновиве ќе стигнат тие средства и ја најавувам пред целата македонска јавност дека многу наскоро ќе започне печатувањето, а потоа ќе почне преку нашето делување наречено Македонирај, да ја поделиме, да подариме на сите и преку неа да организираме нови прошетки, уживања во Македонија. И при крајот на нашиот денешен разговор би сакала да кажеме и дека заштитен знак е македонското знаме кој го носиш еве дури во моментов во твојот ранец, по тоа ве препознаваат. Да, токму така, значи на сите наши прошетки походи низ Македонија, секогаш сме со македонското знаменце, кое што го носиме од причина што еве гледате како ни го донесе сонцето, ние само што врнеше, меѓутоа бидејќи ние сметаме дека сонцето е еден толку убав символ што сите ги обединува, за сите подеднакво грее, значи без разлика дали се тоа луѓето, растенијата, животните и за сите нас е неопходно, сите нас не крепи се на многу убава сила, а нашето македонско знаме е баш такво со сонце, затоа и секаде го носиме, за да го донесеме сонцето и да имаме убава светлина во сите овие убави нешти, убави побуди кои ги правиме за луѓето, за младите и за Македонија. Марио, благодарам за утрешното гостување, значи за денешното гостување во утринската програма. Ти благодарам за времето кое го одвои и за оваа позитивна енергија која што верувам дека ја пренеси на нашите гледачи. Ти благодарам од се срце, особено за оваа можност. Ви благодарам што можам да ги најавам денешните добротворни активности идните и да поканам заедно да се прошетаме и да уживаме низ Македонија во некоја следна прилика. Ви благодарам многу.